Очигледно, председателя, вие не слушате ние што зборуваме, или пак така ви одговара. Јас на вистина не знам што е работата, зошто толку е итно одржувањето на денешната комисија, кој толку итно треба да стане уставен судија, наскоро ќе види целата македонска јавност. Меѓутоа, она за кое што ние денес зборуваме овде е немањето на основни деловнички услови за да отпочне денес со работа оваа комисија. И ова ќе го зборуваме, почитувам председателя на комисијата, се додека вие како председател на комисијата не ги исполните овие наши барања, кои што, повторувам, се деловнички. Деловнички ние денес овде, односно членовите и замениците членови и од ВМРО, и од СДСМ, и од ДУИ, и од БЕСА, и од сите политички партии треба да гласаат. Меѓутоа, за да гласаат, тука треба, како составен дел на седницата, а впрочем предходно огласено на официјалната страна на собранието, да имаме CV-ја и официјални документи врз база на кои ние можеме да видиме кои луѓе конкурирале и кои луѓе се пријавиле на одредени огласи. Ке повторам, почитувам председателя. Како, еве, например, точка број 8. Вие сега на лице место ни доставивте некаков список на луѓе кои што се пријавиле под одреден оглас. Еве, например, на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Епа, председателе, овде има 9 луѓе кои што конкурирале. И вие сте направиле одредено CV, односно одреден сублимат на документите кои што ги доставиле луѓето. Меѓутоа, од овие документи ние никако не можеме да го видиме, например, работното искуство на овие луѓе кои што задолжително треба да имаат 7 години работно искуство. Значи го нема на сајтот, ги нема CV-јата, ги нема документите кои што ги исполнуваат, што значи дека не ви е исполнет деловнички условот за да се отпочне со оваа точка. Понатаму, под точка број 9 имате список по огласот на комисијата на Агенцијата за електронски комуникации. Исто така, почитувам председателе, овде има сублимат на одредени CV-ја, кои што се додека физички не ги видиме, односно или ги прикачите на сајтот, да може цела македонска јавност да види какви се CV-јата кои што ги имаат овие конкуренти, да разговараме и дискутираме понатаму по истите. Или, председателе, само треба да гласате вие од СДСМ и ДУИ, а ние останатите треба да ви ракоплескаме за тоа што успешно ќе ги изберете вашите партиски наредби кои што ги имате очигледно денес итно да ги спроведете. Значи, за сите точки кои што ги прочитав, а за кои што нема воопшто ниту еден документ, материјал или известување кои што вие навидум сега тука ни ги доставивте во физички, меѓутоа ова не се документи, ова е сублимат кој што вие сакате ние да го прочитаме и веднаш во моментот да се изјасниме по нив, ние нема да го прифатиме како документација. Значи не можеме да прифатиме вакво злоупотребување на деловникот и на вашата функција како председател на оваа комисија. Значи станува збор за човечки судбини. Станува збор за кадри кои што треба да носат одлуки во текот на наредниот период кога ќе бидат на функција на соодветната комисија, орган или уставен суд. Официјалната комуникација, која што рековте дека е во исклучива надлежност на председателот на собранието, ве молам како председател на оваа комисија, можете да остварите комуникација со председателот на собранието, да го достави документот кој што го бараме ние денес, да го прикачите на сајтот, а дури потоа можеме да продолжиме со работа по оваа комисија. Исто така, истата ваква дискусија ја имавме пред неколку комисии, кога исто така, како членови на една комисија која што беше за антидискриминација, како што се сеќавам, или дискриминација без разлика, значи тогаш баравме да ни ги доставите CV-јата и документацијата на сите членови кои што имаа конкурирано на оваа комисија. Денес го бараме потполно истото. Значи ние не отстапуваме од деловничките или нашите процесни права кои што ги имаме како пратеници во ова собрание. Од друга страна,
Дали е вашата желба да ги девалвирате пратениците во своето функционирање и во својата функција? Па ние треба да одлучиме за овие луѓе, за кои што ќе одлучуваат за права на илјадници граѓани во Република Македонија. Ваквото однесување ќе ве молам како председател да не го правите пракса, затоа што ние како представници на граѓаните кои што не гласале нема да го дозволиме да продолжи на овој начин. Ве молам, презакажете ја оваа седница. Дополнете ги сите точки за кои што збориме дека немате никаква документација, откако ќе ги разгледаме сите ние, ќе се договориме заедно, комисијата може да продолжи. Вака, денес, на брзина,